Бранителите на обвинетите во случаи на специјалното јавно обвинителство и врховните судии на иста линија. СЈО не може да покренува предистражни истражни постапки по завршувањето на 18-месечниот рок, кој истече пред 7 месеци. Ова е одлуката на Врховниот суд, чии судии одлучуваат денеска на општа седница по поднесувањето на две иницијативи на адвокатите Борат Асевски и Ленко Миланов, кои ја оспорија работата на СЈО. Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, може да покрене обвинение или да нареди запирање на истражната постапка во период не подолку од 18 месеци од денот на преземањето на предметите и материјалите од негова надлежност, како кумулативен услов кој не може да биде пречекорен сметано од денот на прием на материјалите од неовластено следење на комуникации од член 2 од Законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и по истекот на тој рок од 18 месеци не е овластен тужител за преземање на јавно обвинителски работи на предистражни и истражни дејствија, предвидени со Законот за кривична постапка. Од Врховниот суд за 1 велат дека одлуката била донесена речиси едногласно, со исклучок на двајца врховни судии, Лидија Неделкова и Ристо Катавеновски, кои гласале против. СЈО денес без став, велат, утре ќе се изјаснат. И додека во јавноста се уште има неразјаснети правни дилеми, дали Врховен имал право да ги врза рацете на специјалните јавни обвинители, сега се отвара и друга проблематика. Каква ќе биде судбината со 6 истраги и 2 обвиненија поднесени по истекот на рокот? Дали случаите кои ги презаде СЈО ќе бидат вратени на основното обвинителство? Адвокатот Ленко Миланов смета дека СЈО овие истраги не може да ги продолжи понатаму. Ова во секој случај важи за Талир 2. Веројатно би требало да мора да важи и за Талир 1, со тоа што тука е малку по-проблематично, бидејќи треба да го најдеме правниот основ по кој што во оваа фаза, кога е потврдено обвинение кое што е донесено од неовластен по ова тужител, не би смеело да продолжи. Дали ќе може да ги предаде на редовното обвинителство? Не може тоа да ги предаде. Доколку било кој иницира постапка пред редовното обвинителство и доколку има таква постапка, веројатно ќе може да тие или отворат нова постапка. Пранешниот судија и председател на Врховен Дани Илиев смета дека ваквиот потек на судот е скандалозен и се ставил над законодавецот, бидејќи немал надлежност да постапува по иницијативите. Дел од експертите сметаат и дека истрагите и обвиненијата може да бидат предадени на редовното обвинителство, но како докази нема да може да се користат бомбите. Ова не е прв пат СЈО да се најде во рацете на Врховен. Пред 2 години имаше неуспешен обид Врховен да одлучи за тоа дали бомбите може да бидат докази во постапките на специјалните јавни обвинители.